Ракот на дојката коси во истокот, но во Штип нема граѓански одбранбен механизам. Според Институтот за јавно здравје, Македонија се наоѓа речиси на врвот по смртност предизвикана од рак на дојката, тоест 279 жени умираат годишно од карцином. Во последните 15 години, ние сме една од ретките земји во која бројот континуирано расте. Секоја 8 жена има шанси да развие или веќе развила рак на дојката. Поради ненавремени прегледи, финансиски потешкоти или едноставно страв, жените се ставаат во опасност да бидат заболени од рак на дојката. Во Свети Николе ракот убива најмногу и покрај мамографот кој нуди навремени прегледи. Меѓутоа, она што уште повеќе ужасува е фактот што институциите немаат прецизни податоци од што се појавува, а предпоставките водат до недоволна грижа за себе. Сдруженијето Борка од Кочани нуди барем некаква алтернатива да се спречи оваа несакана појава. И годинава со мотото трка за лек се прошетаа по кочанските улици, а собраните средства од розовите маечки беа со доброволна цел. За разлика од кочанчани и светиниколчани, штипјани се уште тапкаат во место без конкретна организација за несаканата и опасна болест. Неофицијално, бројката на заболени од рак на дојката се доста големи, но организирани превентивни мерки од невладиниот сектор не се преземаат. Се поставува прашањето, зошто не се спречи наместо да се лечи, но одговорот и понатаму останува непознат. Оваа болест се појавува најчесто после 50-та година, но не е исклучен фактот да се појави и порано. Така, например, во изминатата година 5% од жените болни од рак биле на возраст од 35 години. Исто така не е тргната на страна и можноста рак на дојката да се појави кај мажите. Од направеното ланско истражување, 218 случаеви биле жени, а 4 мажи. Истокот е пак на високото трето место по смртност од рак, после Пелагонискиот и Скопскиот регион, од кој 37% е ракот на дојката.